почитувани граѓанки и граѓани, другари и другарки, пријатели на Македонија. Денес, во 2024 година, горди сме што го остваривме деценискиот сон. Ја постигнавме стратешката цел – членството во НАТО. Покажавме дека имаме храброст да носиме државнички одлуки и да обезбедиме иднината на нашата држава. За нас е важно да имаме безбедна држава, за да имаме сигурни граѓани. 7 години интензивно и забрзано инвестираме во обновата и модернизацијата на националната одбрана, бидејќи за нас одбраната е еден од темелите на македонската државност. И ќе продолжиме да инвестираме и во опрема и во вооружување, воведувајќи нови технологии, но и во највредното – човечкиот капитал. Ќе овозможиме континуирано зголемување на платите на припадниците на армијата и вработените во Министерството, најмалку еднаш во годината. Бидејќи градиме армија на среќни луѓе и задоволни граѓани, градиме солидарна армија. Ќе изградиме станови за сите самохрани родители кои се вработени во одбраната и армијата, како и за членовите на семејствата на загинатите и починати припадници на безбедносните сили и вработените во одбраната, кои немаат решено стамбено прашање. Со цел да им овозможиме подобар баланс помеѓу семејниот и професионалниот живот, за вработените во одбраната ќе овозможиме грижа за нивните најмали преку организирање на детски катчиња во касарните и другите објекти. Целосна реконструкција на воените кампови во Светинаум во Охрид и Стар Дојран, каде секој вработен ќе добие право на бесплатно сместување за семеен одмор. Конечно, домот на армијата во Скопје ќе биде целосно реновиран и ќе добие лик на модерен и современ конгресен центар. Но одржувањето на борбената готовност значи и одржување на безпрекорна физичка кондиција. И токму затоа во сите касарни ширум државата ќе изградиме спортски сали и мали спортски терени кои ќе бидат достапни и за користење на членовите на семејствата на вработените во одбраната и армијата. Друга агрон. Армијата ја обновуваме, ја модернизираме, инвестираме, но вложуваме и во здравјето на незините припадници. Што предвидуваме за младите во однос на спортувањето? Чинам дека имаме потреба од изградба на нови спортски капацитети. Да, секако имаме потреба за нашите млади и затоа во нашата програма се предвидува и спортски капацитети поточно. Изградба на атлетско-тениски центар кој ќе возможи подобрување на условите за спортување и популаризацијата на овие два спорта. Реконструкција на 5 атлетски патеки во Битола, Кавадарци, Штип, Прилеп и Струмица. На падините на Водно ќе започнеме со изградбата на адреналински парк за развој на спортско-рекреативниот туризам. И еден од најголемите капитален проект започнуваме со изградба на капитален спортски објект Европски спортски центар Кале, кој има затворено лизгалиште, отворен олимписки базен и кошарска сала. Драги пријателки и пријатели, почитувано раководство на СДСМ, ние млади социјалдемократи веруваме во инклузивно, фер и праведно општество. Општество во кое се најважни се достоинството, почита и еднаквоста. Општество кој се грижи за младите и помага. И затоа во нашата програма предвидуваме проекти за добрите млади, грижа за младите, станови за млади брачни парова. Проектот предвидува изградба на комерцијални станови на млади лица во чија откупна цел дел од сумата ќе биде субвенцирана од владата на Република Северна Македонија. Исто така, новата влада на СДСМ ќе обезбеди по 200 евра во првите 12 месеци за секое прво вработување до 26 години. Мотра е влезар.
Nuk ka heqje dorë nga koncepti një shoqëri për të gjithë. Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë ka filluar ndërtimin e një sistemi të drejtë dhe të barabartë për të gjithë. Dhe këtë s'ka kush tjetër e bën më smiri se gjeneratat e reja. Andaj, me përgjithësi më të madhe e them, ashtu si që isha krijetar i studentëve pretendoj që edhe si deputet në kuvendin e RPV-s do t'jem i suksesshëm dhe do punoj gjithë premtonat të jenë të realitet. Председателе, нема откашување од концептот едноопштество-затсите. И да, ветувам како бев успешен председател на студенти, ке бидам и успешен пратеник во Собранието на Северна Република Македонија. Глас за СДСМ е глас за продолжување на развојот на знаењето, инвестициите во науката, глас за ЕУ стандарти во образованието и глас за сите наши млади. Сега е редот за почитувана драга моја колешка Славјанка. Некој од нас, младите, сакаме да бидеме дел од бизнис заедница. Како што знаеме, пазарот на НАТО е отворен за нашите компании, но гледаме дека изминатите години, па и ова година буџетот на одбрана се зголемува. Почитувана драга колешка, ме интересира, може ли одбраната да помогне на македонска економија и на компаниите за да остварат профит? Благодарам. Секако дека може, како членка на НАТО, ја гарантираме безбедноста и стабилноста и со тоа им даваме сигурност на домашните компании да продолжат да инвестираат. Но, имаме и план, одлична мерка со која македонските текстилни компании ќе склучат повеќе годишни договори и ќе ги произведуваат униформите и чевлите за македонската армија. Ќе понудиме модел за ефикасен систем за обезбедување на логистика, која е суштинска за непречено функционирање на армијата и тоа повторно ќе го прават македонски компании. Најдобар квалитет, а не најниска цена, затоа што армијата заслужува квалитет. Наменското производство е од стратешки интерес за државата и нашата бизнес заедница. И затоа ќе отвориме наменски индустријски зони за одбранбената индустрија и ќе ги поддржиме домашните компании во развојот на новите воени технологии. После 7 години труд и посветеност, но и политичка волја токму од владите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата, армијата се покажа како успешна приказна. И затоа што таа приказна ќе продолжи во иднина, ќе продолжи во другите сектори кои се исто така важни. Во новиот мандат ќе го промениме ликот на пожарникарските служби. Ќе почнеме со платите. Во рок од 3 месеци по формирањето на новата влада ќе го донесеме новиот закон за пожарникарство, според кој сите пожарникари ќе имаат иста почетна плата од најмалку 2 просечни плати. Новиот интегриран систем за цивилна заштита ќе биде целосно имплементиран. Заштитени граѓани, среќни семејства. Почитувани пријатели, ова се само дел од реалните, остварливи мерки кои ќе бидат исполнети во нашиот нов 4-годишен мандат. Не дојдовме до тука за да се откажеме. Нема откажување од иднината, затоа што за нас Македонија е најважна. Ви благодарам.